Се помалку наставници по математика, физика и хемија, но недостасуваат и наставници или професори по географија и историја. Голем број основни и средни училишта макамачат со професионален кадар од природните науки. Јазот преголем и за да се надмине истиот универзитетски професори кои работат на европски проект, сметаат дека освен факултетско образование, мора да се применуваат и други форми за професионално доусовршување на наставниците од сродните дисциплини. Ние мораме да применуваме освен факултетско образование и други форми на професионално доусовршување и кариерен развој на наставниците кои што би можеле да се вклучат во тимови за реализација на настава во сродни дисциплини. Така што акумулирањето на дополнителни кредити во делот на специјализациите е еден од чекорите кои што можат да помогнат во надминување на недостатоци. Заради разни причини наставничката дејност е професија која во моментот не мотивира. Младите ги избираат факултетите по математика и информатика, например, ама понатаму не се одлучуваат да се занимаваат со наставничката професија. Треба да се работи на мотивација на младите, за да може ова како пракса да се промени, вели Атанасова Пачемска. Наставничката професија е професија која што во моментот не мотивира, веројатно е тоа заради статусот на таа професија, но и заради пониските плати. Се согледува проблемот и мислам дека во догледно време тоа ќе се менува. Во некои од скандинавските земји веќе направија голем исчекор и таму наставникот е вреднуван како и лекарот, како и судијата. Ни треба време. Сега за сега има интерес за студирање STEM факултети, не дека нема од страна на младите, но после нивното завршување тие го наоѓаат своето работно место во бизнис секторот. Денеска во Штип беа презентирани резултатите од проектот, а Штипскиот универзитет Гоце Делчев е дел од меѓународната програма за постфакултетско образование на наставниците.